Добар дојавте, моето ново видео. Денес поразговараме со малце за нејзината професија. Останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се допаѓа. Малце ќе поразговараме за новинарството и малце ќе го вклучиме темата за кога што се случи. Мислам дека уште е пресна. Фала Јована што прифата да снимаме заедно. Фала ти, Стефан, што ме покани. Конечно што успеавме да снимиме, некое време се договараме. Да, дали сте спремни? Па не знам. Ајде ќе пробаме. Прво прашање е од каде инспирација за новинарство, зошто баш таа професија прав? Немав инспирација за новинарство, јас се запишав на економија, ама сега работам комбинација некако од двете, затоа што од втора година, практично преку гостување на една студентска организација, каде што ние се организиравме за пракси во странство и ги промовиравме праксите. И отидов тогаш во телевизија Сител да ги промовирам праксите и си останав таму 3 години следни да работам како новинар во утринска програма. Па кратко и уредував дел од емисиите на утринската, така што цел факултет мислам дека најрано станував од сите 4 сабајле. Некако тоа ме избра мене. Уште и прва работа во продукција ми е на 17 години во томато продукција. Тоа беше нешто што за мене како средношколец беше многу интересно. Не знам, таму беше Марко Дај Побрзај, Димитар Атанасовски, Ирена, една одлична екипа, Дамјан кој што снима Тротоар и некако јас така им бев како средношколец едно лето и мислам дека тоа веројатно е првата љубов кон не само новинарството, туку и се што е продукција. А ти? Јас имав джеба, мислам, тоа преку прачет не почнав да сним, прво се занимавав со кошарка и после сакав, поќе ме влечеш, не знам, да правам интервју со некој, како да правам нешто пренк или нешто друго. И баш не изгреши за ова што се занимавам, баш ми е мило вака што се правам, ја ти ден сум уште и мислам нема да се откажам со ова. Мислам нема да одам на друг правец, туку ќе си го одам правец што сум туку почнал од почеток. Така и треба. Да. Кога ви беше првата емисија, како ви беше чувството? Прва емисија, значи вака, најпрво појавување ми беше во Тротоар. Кратко ми дадоа да снимам некој прилог и беше ужасен. Многу е жалош. Нормално среќа тоа не отиде ништо во програма, а после првата емисија ми беше 2013 година, на 20 години, во утринската програма на Сител. Тоа е нешто кое што веќе отиде лайв, да кажеме, и беше во живо. И за мене програмата во живо е интересна, динамична, голем стрес, некогаш и преголем стрес и не сум огромен фан, меѓутоа е најдобар начин да се научиш нешто да правиш било што. Друго прашање е дали секој може со новинарство да се занимава, пошто треба реално да имаш примеричи, да знаеш збор, да биш опуштен пред камера и да знаеш што треба да збориш према некој што му даваш интервју. Јас никогаш, односно сега почнав со тек на време да се чувствувам како новинар, затоа што имам новинарски пристап во креирањето на подкастот и така натаму, дури доста истражувања сме правели во вчерашни, иако сето тоа изгледаше многу смешно и интересно, меѓутоа некако секогаш сум се чувствувала дека сум измеѓу економист и новинар и тука некаде најдобро пливам или водител многу повеќе отколку новинар. Мислам дека може речиси секој да се занимава со тоа, секој кој што ја сака професијата, ама тоа значи многу работа и многу читање книги, многу зборување, многу читање на глас, чудни вежби за дикција и се што носи новинарската професија, така што мислам дека може секој ако сака, ама нели не е нешто од Бога дадено, како може би талент за кошарка, не знам, ама во случајов треба доста работа. Така, дали со нова професија се занимавате со нешто друго? Да. Сите се занимаваме со нешто друго, за да го работиме тоа што го сакаме. Се занимавам во моментов работам целосно во ЗМАј. Ние сме тим на економисти кои што се занимаваме со најразлични економски анализи, од движење на, сега инфлација, се интересни цените, движењата, растењето на цените и слично. Предприемништво ни е секогаш интересно, така и го создадовме што го врти светот, за да зборуваме за предприемнички дух без разлика од која области да доаѓа гостинот. Затоа и многу индустрии покриваме, од култура до, не знам, стартапи најразлични до големи индустрии. Сега имавме голема автомобилска компанија од автомобилска индустрија за која што зборувавме, така што
сакаме да покажеме дека со многу работа и со предприемнички дух и креативност може далеку да се стигне. И некако во тие рамки сега влегува подкастот, меѓутоа покрај тоа работиме многу во дел, например, на образование. Мислам дека сите градови ги прошетавме за да видиме каков е образовниот систем во земјата, за да можеме да дадеме една реална анализа. И тоа ми е она што ми е интересно и тоа е она кое што до некаде изминативе 2 сезони го финансираше што го врти свет. Така, сигурно ќе заинтересира и младите, мислам и граѓаните во Македонија, баш ова темата што се случи со овокочен, што мислите имате, дали систем може да оди напред или ќе останеме или ќе тапкаме вместо? Ваше мислење? Мислам дека мора да оди напред. Мислам дека веќе не сме да биде избор и прашања дали ќе оди напред или дали ќе се смени одредена политичка структура или нема да се смени. Не е важно кој е на власт. И треба да навистина да докаже што тоа ќе биде идеолошко прашање, а не знам, некакво биро за вработување. Дури ако се носат партиски кадри, мора да се размислува на квалитетот на тие кадри што ќе влезат во државата. Мора да имаат одговорност пред се кон државата, кон службата што ја даваат. Имало такви луѓе во институциите, има такви луѓе во институциите, ама треба да се најдат, треба да се измери нивниот квалитет и да се наградат. И само тогаш мислам дека може да имаме нормална држава, каква што искрено сите заслужуваме и вие заслужувате како млади да имате нормална држава. Значи тоа што се случи во Кочани, прво не знам дали постоеше човек кој што не жалеше и не плачеше заедно со родителите, но на нив им е дефинитивно најтешко. На градот Кочани му е дефинитивно најтешка оваа незгода, ама Кочани се случи таму тоа што се случи. Но може да биде секаде ако ние продолжиме вака, така што се надевам дека никогаш нема да се повтори. И се намислам дека баш мислам сигурно ќе ме заинтересира мене, ќе ги заинтересира другите. Дали мислите дека со протестите што ги прават има оди нешто напред? Дали билете за Сокачан или нешто друго, или со враќајки или нешто друго? Секоја, според мене, секое движење ако е искрено и органски, може да направи промена и имало примери кај нас кога, да кажеме, граѓански движења и иницијативи кои што биле искрени, направиле промена. Јас го памтам кога јас почнав да работам, постоеше движењето на Точак, благодарение на кое што гласно повторување дека се потребни велосипедски патеки во Скопје. Ние сега имаме нормални велосипедски патеки во Скопје, па многу луѓе одат така на работа. Имаме движења кои што направиле притисок за постојано за проверка на квалитетот на водата во неколку градови, каде што не се пиело чиста вода, дури се пиела и штетна вода. Денеска, благодарение на тие движења, имаме чиста вода, исчистена. Имавме дури пример за еден активист кој што се борел против прекомерната употреба на диазепамот, односно тоа што диазепамот го представува, тоа е дека многу луѓе се борат со психолошки проблеми во Македонија, па се бележи понатаму намалување на истото и изборување многу почесто за менталното здравје. Мислам дека може да се смени, само многу е важно да се држи надвор од фаворизирање на било кој од моменталните политички опции во насока на тоа дека тие ќе го решат проблемот, затоа што видовме дека ако целосно се даде доверба на една политичка опција, без потоа вие да продолжите да притискате за тоа што ви е битно, дека нема да има успех. Така што во случајов мислам дека е побитна целта отколку тоа кој во моментов е на власт, кој ќе биде следен на власт. Побитно е што е целта да создадеме нормален систем, веројатно на контрола во случајов, на дозволи, на сето она што беше спорно и што за жал доведе до толку жртви. Јас мислам дека сами да се вклопиме, да почнеме од негде, пошто самите ние кои не почнеме, кои чекаме од некој други помош или некој да ни го смени системот, мислам дека едноставно или ќе тапкаме, мисли сите ќе се барат место од ете странство, како што гледам паѓате младите, ете од мојата генерација или други, си го барат чарето во друга држава, пошто гледат дека нема ништо да се смени, се надам дека и сум оптимист, голем дека ова што почна, мислам дека ќе се смени, еднаш ќе одиме напред и мислам дека ќе заличи како една држава нормална, како секоја друга држава. Така, мислам дека во случајов младите кои што излегуваат се навистина искрени во нивните намери. Мене ми изгледа така. Сега повторно
нели ќе видиме, времето ќе докаже и така натаму, ама мене ми изгледа дека се искрени и затоа треба да продолжат да го бараат тоа што го бараат. И тоа е единствениот начин, а во насока на одењето надвор во странство, ни тоа не е лесен избор. Кај нас се прикажува дека, не знам, одиме некаде во странство, таму не чекаат со отворени раце, се е лесно, се е убаво, таму си далеко од семејството, далеко од блиските, многу. И дефинитивно не е тоа најлесниот начин. Мислам дека ако сакаме, полесно е да направиме тука некаков напредок. Мислам, дел од работата на Што го врти светот беше и тоа да покажеме примери на луѓе што од Македонија или во соработка со Македонија имаме луѓе кои што се во странство, ама продолжуваат некаква соработка, ги движат работите напред. Така што мислам дека тука не е невозможно, особено што се работи мала земја, полесно се доаѓа до можности, помала е конкуренцијата, отколку да кажеме да отидете, не знам, да почнете бизнис од нула во Америка, што е многу потешко. Да, така. И се да не се задржам многу, после не баш што плановите имаат во иднина, кој може нешто да не откријат. Планови за иднината, па планирам второ дете. се жегувам, ама планови за иднината ми се да продолжам секако да работам со тимот на Змај, значи тука се пронајдов многу, сум работела на многу места со многу тимови, стварно тука ми е убаво и пријатно. И второто нешто кое што планираме да го направиме за третата сезона на Што го врти светот е да создадеме еден малку поинаков телевизиски формат кој што нормално ќе можат сите да го гледаат и на интернет. Ова што го правиме останува, веруваме и трета сезона дека ќе продолжи вака како што е, но ќе направиме и нешто малку поразлично за телевизија. Имаме поддршка од телевизиски партнери, толку за сега можам да кажам, затоа што не сакам да ветам нешто што не е 100% Значи, ви изненадување ќе стане. Кога ќе биде готово ќе ви пратам линкче да ми кажете што мислите двајцата. Важи, фала многу, толку да видите, ако ви се допане видео, ако сакате што вакви нови видеа, да не заборавате да ставите лайк и субскрайб. Мислам дека ви се допана оваа емисија и овој разговор со вами, ќе има од на Инстаграм, сега кај мене, ние се гледаме во наредното видео.